На тема филм наредниви минути во Македонија наутро и тоа за ни помалку ни повеќе првиот научно-фантастичен филм снимен во Македонија насловен Инатиум. Динамичен проект со импресивни специјални ефекти, чија премиера е најавена за годинава. Разговараме со режисерот Игор Стојановски за деталите за првиот, како што кажа и Кристина, научно-фантастичен филм снимен во Македонија. Игор, добро утро и добре ни дојде. Ви благодарам, пред се први да ви заблагодарам што воопшто не поканивте. Прва емисија што му дава простор и платформа на Инатиум и мене како уметник, за да кажеме што ние секојдневието и што пробуваме да направиме. Вака да прво да честитам Бајрам на сите сограѓани од муслиманската вероисповед. Нека ви убав денот и да изразам сочувство за трагедијата што скоро се случи во Кочани, за сите роднини, пријатели, сите афектирани во самата трагедија. Да. Ајде малку околу тоа како и кога настана приказната за Инатиум. Го најавивме како прв научно-фантастичен филм снимен во Македонија. Вечна битка помеѓу доброто и злото, тоа ќе биде и всушност темата. Да. На Инатиум тука го имаме и официјалниот постер, верувам, кој што ќе биде и покана за самата премиера. Да. Ки има едно 3-4 постери, ова е првиот. Ова е првиот? Да. Добра. Ки има неколку официјални. Така. Во исто Како време почнува приказната? Од каде идејата? Па Инатиум требаше да биде првично шоукейс, односно пример за експертиза на една група на луѓе што сака да отвори академија. Идејата ни е да даваме обука за филм и за дигитална продукција. И од реклама некако стигнавме кога ги видовме првите кадри од таа реклама дека имаме нешто многу сериозно во своите раци, дека треба да се обидеме да го прошириме малце делот и да покажеме баш точно колку не обсегот на знаењето и да тргнеме кон градење на првиот македонски научно-фантастичен филм со вистински глумци. Така. Сакам да продискутираме и за темата, и за содржината, и за процесот на снимањето на Инатиум. Никаде пронетов информација дека дејството на филмот се одвива во Скопје, ни помалку ни повеќе на плоштадот во главниот град, што му дава дополнителна слика, ајде да кажем, или специфичност и чувство на патриотизам и припадност. Та баш заради тоа, некако сакавме да нема дилеми кај се изработува овој филм. Сакавме да знаат гледачите за каде се изработуваат овие ефекти, каде подобро него нашиот плоштад, што директно им репрезентира на гледачите, каде е креирано целото дело, каде се наоѓа продукцијата и поготово и за интернационалните гледачи, што претпоставам што го посетиле Скопје ќе познаат некои од знаменитостите. Така, идејата е Снимени се сите сцени? Снимени се сите сцени. Целото снимање е на плоштадот. На 4 август 2000... Кога се снимаше, беше затворен плоштадот, како да не разбереме ние новинарите? Беше затворен некои 250 квадрати, кои што малце ги поместувавме зависно од кадрите. И... Игор, храброст е да се направи научно-фантастичен филм во Македонија, во македонски услови во кои што работите и сите вие уметниците. Од каде целата таа храброст, од каде целата таа инспирација? Тргнало се како една реклама, меѓутоа дефинитивно треба храброст и треба убедување на многу луѓе додека се дојде до снимање на првата клапа. Па да, не убедивме премногу луѓе, не сме голем тим, само 4 моментално. Убедивте доволно. Доволно, да, тоа е, бидејќи изборуваме за прв, нели, таков жанр на филм кај нас. Од каде идејата? Тоа го работам веќе 13 години, тоа ми е секојдневието мене. Од вакви слични филмови црпам инспирација, тоа го дишам на некој начин и барав платно каде што ќе покажам која ми е мојата експертиза, бидејќи пак ќе кажам идејата е да се отвори академија и да се предаде знаење на студенти, да се направи малце поголем тим за директно да може да се напреваруваме со странските продукции. Идејата да се направи филм е, како што кажав, малце органски се создаде, бидејќи пак само сакавме реклама, но како што дојде до филм, бидејќи кога ги видовме кадрите како изгледаат, малце беше и апсурдно да не пробаме да посегнеме да го направиме во пошироко дело. И тоа. Го гледам еден фрагмент, гледаме и во моментов од Инатиум. Ване можеш да препознаеш дека станува збор за домашна продукција?
Нема разлика. Не, искрено Тоа не. докажува дека Да, апсолутно можеме рамо до рамо да се носиме со. Тоа дефинитивно не треба ни да го отвараме, мислам веќе како Да. тема дека нашиве уметници, како што зборувавме и од 8 до 9 за нашите здравствени работници, дефинитивно нашите уметници покажале дека може да се носат рамо до рамо со светските, меѓутоа кога зборував за храброст, мислев за тоа дека е научно фантастичен филм. Обично од нашето поднебие Тематски знаеме филмови, какви жанрови на филмови до сега излегувале и дефинитивно за да направиш еден ваков пробив и за пред се и за домашната и регионалната публика треба храброст и за тоа честитаме на тимот. Тоа ми беше Да, ви благодарам. муаветот. Да, па баш направив истражување, пробав да најдам некој сличен филм во регионот што личи ни Натиум и не успеав, така да до некаде сме лидери во регионот и пробуваме него да го бутнеме Да напред. влеземе малку во Да. еднината, убави се и тие тематски историски филмови, нели сето тоа, меѓутоа ете и ова нека не направи малку тренд во светот. Она што е специфично за научно-фантастичните филмови е што имаат многу визуелни ефекти и на тоа требаше да се внимава и не случајно ги споменавме кога ги видовме пред малку визуелните ефекти, апсолутно не може да се дискутира дека станува збор или има разлика помеѓу домашна и странска продукција, многу се внимава на секој сегмент. Имаме неверојатни ефекти. Да. Имаме отприлика барем 22 минути тепање и премногу ефекти. Едноставно пробавме да покажеме баш све што умееме, затоа што пак ќе кажам, ова е репрезентација за една група на луѓе што сакаме да ги повлечеме, да учат од нас, да изградиме малце и поголем тим благодарение на Инатиум и да направиме и ред други дела по Инатиум што ќе докажат уште повеќе колку не бива и можеме да ствараме бива, тука. да. Така. Сашко Коцев и Бојана Нушкова се главните ликови кои се борат со злото. Велите дека одлично си ја завршиле својата работа. Да. Кој ги Морам да ги- препозна тука секоја чест. Морам да ги пофалам. Бојана е првиот човек што веруваше надворешен соработник во проектот. Едно 6-7 месеци пред да снимаме веќе она прифати да биде делот. А за Сашко можам да кажам дека не е баш фан на оваа жанра и гледач на оваа жанра, но кога му покажавме како работиме и што можеме да направиме, го претворивме во голем ентузијаст и еден од најглавните учесници во самиот проект. Во исто време, самото тоа што снимивме во еден ден премногу акции со нив, а и за двајцата беше прво такво искуство, во смисол на они мафтаат во празно и очекуваат дека се тепат со огромни суштества и со оглед на колку добро ја заврши работата, ние имавме доволно материјал и да посегнеме да го прошириме делото и наместо пример и шоукейс и реклама да го направиме во 30-минутен филм што изгледа вака. Споменавте дека не бевте голема екипа, но мобилизиравте доволно за да може да го реализирате проектот. Колкава е екипата и кој се стои за Инатиум? Па моментално постпродукцијата работиме 4. Добра. А ако можем да ги кажам сите Секако. учесници, значи нормално Сашко и Бојана, дополнително Горан Симјановски, директор на фотографија, Виктор Јаковлев, оператор и снимател со дрон, Виктор Јончевски, одговорен за светло на сетот, Гоце Цветановски, режисер што не беше на Поздрав сет. до Гоца. Поздрав голем до Гоце. Фросина Ангелковска, студио Франго изработи костимот на Бојана. Голем поздрав до незе. Бојана Стевковска, една многу талентирана девојче што за 3 дена не изработи костим за Сашко. Потоа Кристијан Поповски, сценарија и концепт арт. И главната екипа што моментално работиме сме Бојан Јуруковски, Маја Стојановска, Никола Тофиловски и јас. 10, од прилика 10 ако ги и изброиш на дополнително прсти. луѓе што помогнале во 3D аспектот се повторно Кристијан Поповски, Никола Коцевски и Сашо Коцевски. Толку се 10. 12 Да, на 13. да. Сцените се снимени, се работи на монтажа. Кога би можеле отприлика да ја очекуваме премиерата? Не би сакал да Најнатиум. спекулирам, но ќе кажам дека ќе биде годинава, веројатно на есен. Ни останува да го изработиме делот околу музиката, voice-over, саунд ефектите. Во исто време сме у преговори со интересен и јак музички артист од Македонија, но и за тоа не ќе да шпекулирам. Добро, кога ќе те поканиме точно, повторно да ни така е. дојдеш пред Ништо не премиерата. очекуваме, да. Покана за во кино. Покана за во кино. Не знам само дали го покажавме и официјалниот плакат, можеме тоа да го сториме при одјавата на разговорот. Инатиум ова ќе биде само еден од
3 или 4 плакати, најавни постери, кои што ќе бидат всушност дел од целата кампања или која ќе дојде ред да се промовира филмот. Еве го на едниот ќош од екранот го гледате постерот. Игор, благодариме што бевте наш гостин утров. Фала ви.